Не само што нема да има подобрување во односите Скопје-Софија, туку не се исклучува можноста и за уште позаострена реторика од Бугарија, ако Бојко Борисов формира влада. Председателот на ГЕРБ е добро познат на македонската јавност, како човек кој го стави ветото за македонските евроинтеграции, но и го подигна прашањето за Македонија до национално ниво. Од тука никако не може да се очекува подобрување во односите и секоја еуфорија би била лажна. Вака дел од експертите ја коментираат моменталната состојба на бугарската политичка сцена и како таа ќе се рефлектира во бугарската дипломатија, посебно за македонското прашање. Според политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски, не би било изненадување доколку има и дополнителни барања од Бугарија, бидејќи досега имавме впечаток дека тие не знаат што сакаат и што бараат. Помина во Бугарското народно собрание и во нашето собрание така наречениот француски предлог, кој потоа се преточи во европски предлог со фамозните 5+1 бугарски барања. Од тука би било несериозно многу како Бугарија, како држава и како надворешна дипломатија да има нови барања, но да останеме со доза на резерва, бидејќи како што велам, од Бугарија не ме изненадува ништо, можеби за да ја зацврсти својата, да кажеме, така наречена патриотска и национална улога во самата бугарска влада или политичко општество и во општественото милје и во јавноста, може да им текнат да наметнат и нови барања. Политиките на досегашниот премиер Кирил Петков, иако беа само продолжение на дотогашните, беа во позавиена форма. Сега на сцената се враќа добро познато лице со исклучително цврсти ставови за Македонија. Според поранешниот вице-премиер за европски прашања Ивица Боцевски, без разлика кој ќе коалицира со Борисов, нивните позиции кон Македонија се јасни и перманентни и до нив се држат сите партии. Прашање само на нијансирање и на водење на надворешна политика кон Македонија од нивна страна, во однос на кои чекори конкретно ќе ги преземаат, но никако не е прашање на насоката на ова политика. Впрочем, декларацијата во Бугарското собрание која што се однесува на Македонија, онаа грозна декларација која што ја одбивме со индигнација дека сите во Македонија, е едногласно изгласана. Рамковната позиција на Министерскиот совет донесена од владата на Бојко Борисов се уште важи. Таа е разработка на оваа декларација во собранието. Владата на Петков не само што не од повика, туку е спроведена дел. Која политичка формација ќе ја предводи бугарската влада се уште е неизвестно. Фактот дека со Борисов треба да коалицираат уште две политички партии за да се формира влада, уште повеќе ја отежнува работата. До сега неколку партии одбија да коалицираат, меѓу кои и партијата на Кирил Петков и онаа на Костадин Костадинов, кој застапува ултранационалистички ставови. Во меѓувреме поранешниот технички премиер Стефан Јанев, кој доби изненадувачки голем процент од гласовите, порача дека е спремен за коалиција. Тој пак на бугарската политичка сцена е познат како продолжената рака на председателот Румен Радев, кој исто така има цврсти ставови за македонско-бугарските односи.